Овој закон бил со успешни резултати, така кажавте. Епа, како резултат на успешните резултати од вашето владење, половина од граѓаните до 40 години сакаат да се иселат. Секој трет граѓанин од Македонија планира да се исели, 45,3% од младите до 29 годишна возраст размислуваат за иселување, кај возрастната група од 30 до 39 години 44,3% размислуваат да си заминат. Како расте возраста на анкетата, граѓаните се намалува процентот, така што од 40 до 50 години 33,2%, меѓутоа и тоа е висок процент, и над 60 години скоро 10% сакаат да се иселат од државата. Тоа е заради вашите успешни политики во изминатите 6 години. Точно заради тие рокови кои што ги кажувате, младите не веруваат повеќе во институциите на државата и не се сигурни што ќе се случува утре и затоа сакаат да се иселат, а бидејќи вие се декларирате како европјани, па еве само една споредба ќе ви кажам, во европските земји минималната плата во 8 држави е над 1000 евра, во 10 европски држави од 500 до 1000 евра и во 8 европски земји е под 500 евра, а Република Македонија е предпоследна. Секоја година во европските земји расте минималната плата. Со самото зголемување на минималната плата во Луксембург изнесува колку што е минималната плата во Македонија и Албанија. А субвенции за домување, за плата, ниски даноци има во сите европски земји и тоа го практицираат секоја година. Прашајте, ете тука ни е Република Грција, колку граѓаните добиваат субвенции за струја, за бензин, за храна, секоја година го добиваат, а вие со 3000 денари сте имале многу успешни резултати, затоа екзодус на млади луѓе има Република Македонија во изминатите 5 години. А настрана што е морталитетот многу поголем од наталитетот што никогаш досега не се случило во државата. Минатата година и оваа година многу повисок морталитет од наталитет. Изумираме како народ од вашите успешни политики. Благодарам.